2 недели откако претходното рочиште беше одложено, судот во Тетово денеска му пресуди казна од 2 години затвор на 44-годишниот Менсур Баязити, кој на пешачки премин во 2022-та смртно ја прегази 22-годишната Теодора Ристовска. Семејството е очајно и бара правда за Теодора. Судското рочиште го следеше Дејан Трајковски, па Дејан повели да ги чуеме деталите. Така, Борче, Менсур Баязити, која прегази Теодора Ристовска на пешачки премината неколку дена потоа им подлегна на повредите, доби 2 години затворска казна, откако на првото рочиште од повтореното судење ја призна вината. Пресудата секако предизвика, како што кажа семејството, предизвика гнев кај нив, таткото на Теодора, кога ја слушна пресудата, само излет од судницата држејќи се за глава. Обвинетиот Баязити во случајов во својот говор кој што го држеше околу 30 на 40 минути, половина од него искористи да ги нападне новинарите, оти го следеле и известувале за случајот. Обвинетиот исто така и прочита сочувство до семејството на Теодора, што беше искритикувано од страна на адвокатката на оштетените. Инаку од семејството на Теодора велат дека 3 години не се јавил обвинетиот да се извини и да изрази жалење за тоа што се случило, и целата оваа состојба предизвика голем гнев кај нив. Предлагам да слушнеме дел од изјавите кои што ги дадоа по завршување на рочиштето. Ова е законот у Македонија. Не може со 2 години. Максималната казна 5 години нема да ми ја врати Теодора мене. Че ми олесни муката мене, че каже на секој следен што може да го доживее, не дај Боже истова, че каже дека има правда, ако стигне до максимална казна, че има правда овде ако стигне до максимална казна. Никаква верба во ова држава, верувајте, згаден. Како? Као човек сум згаден. Што да очекувам од ова држава? Кажите ми, плачем за правда, правда нема. Судијата Елведин Ферати, кој му додели 2 годишна казна на Баязити, кажа дека оваа 2 годишна казна треба да биде поука за сите учесници во сообраќајот. Адвокатката пак на оштетените не гледа логика во тоа истиот судија да додели на првото судење, да додели казна од 3,5 години затвор, а потоа на повтореното судење истата казна да ја даде од 2 години. Вели дека се повеќе се цене, дека повеќе во ова рочиште се ценеле олеснителните околности на обвинетиот, а не да се задоволи правдата, а воедно таа го искритикува и завршниот збор на Баязити. Да ја слушнеме. Сметаме дека ценети се олеснителните околности на страна на обвинетиот повеќе пренатежнати се наспроти тоа што е на страната на правдата, а тоа е дека се договлекуваше постапката и тој ниеднаш не го призна делото на начин кој што е потребен и кој што го предвидува Законот за кривична постапка. Тоа не беше изворно негово. Тоа е напишан текст. И вие самите што бевте присутни, јавноста што беше, не видовме дека нешто самиот си кажа, тој од срце да излезе како каење, жалење, тоа што треба да биде направено. Току читаше текст кој што беше подготвен и во целиот тој текст беше представен тој самиот како жртва, а не како обвинет. Така, пред да започне самото рочиште, тука пред судот беа собрани и блиски роднини, пријатели и останати граѓани во поддршка на семејството на Теодора, кое што бара правда, па преку транспаренти и ги испратија своите пораки. Инаку Баязити на претходното судење доби 3,5 години затвор, што потоа по негова жалба апелација затворската казна му ја спушти на 2 години, потоа тој повторно ја обжали затворската казна и одлуката на апелација, пошто Врховниот суд го врати повторно случајот на судење. Инаку Баязити, 22 годишната Теодора ја прегази на пешачки премин во Тетово на 15 август 2022 година, пошто таа на 19 август 4 дена подоцна на Карил им подлегна на повредите. Борче? Дејан Трајковски во живо Тетово за пресудата за прегазувањето на 22 годишната Теодора. Ти благодарам.